Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во Класи, емисија која што обработува теми од земјоделскиот сектор, а денеска ве водиме на Факултетот за земјоделски науки и храна тука во Скопје. Поводот е 78 години од постоењето на оваа високообразовна и научна институција, а велат дека е најстарата во државата. Од 11 до 16 декември тука се одржуваат многу настани и манифестации по повод оваа годишнина. Ние денеска присуствуваме на 5-тиот ден од прославата. Следете не, значи денеска ве водиме на Факултетот за земјоделски науки и храна. Во своето постоење факултетот изнедрил многу видни експерти, доктори на науки во своите области, кои што дале огромен придонес за развојот на нашето општество. Двајца професори од факултетот биле и ректори на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професор доктор Узунов, кој што е светски признат научник од областа на пчеларството, неодамна стана член на Македонската академија на науките и уметностите. И многу други кои што обавувале важни државни и општествени функции. Пред почетокот на официјалната програма, членови на Сдруженијето од секторот свињарство имаа можност да поразговараат со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски и со заменикот министер за економија Маријан Ристевски. Професорот доктор Владо Вуковиќ, кој што е врвен експерт во секторот свињарство, истакна дека од сточарството убедливо најуспешно е свињарството. Професорот рече дека секторот е стабилен, по многу параметри најдобар во регионот, па дури и од некои земји од Европската унија. Она на што во иднина ќе треба да се внимава е поголема контрола на увозот на смрзнато свинско месо, кое прави штета на домашното производство, кое што во моментов го покрива 100% нашиот пазар со домашно свежо свинско месо. Со владините представници беше договорена средба во проширен состав, на која што ќе се утврдат насоки за развојот на свињарството кај нас. И според програмата во 11 часот почна свечената седница на наставно-научниот совет. Своји излагања, меѓу другите, имаа и деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Миле Марковски, како и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Свечената седмица на наставно-научниот совет секогаш ще става можност за подсетување, но и за преиспитување, да се наватиме на традицијата, искуството и посветеноста на генерации при го градење факултетот, но и да погледнеме до минута со јасна визија и одговорност. Ова е прибода кога се сеќаваме на историските факти, истакнуваме дел од сегашното работење како и некои предизвиците кои ни очекуваат. Факултетот за земјоделски науки и храна никогаш не одабраде својата традиција, ниту луѓето кои во овие 78 години градиле дел од себе кој да го ветразбе. И не случајно народот жели, без корен нема код. Доколку само се спори думи од нивото на развој на македонското земјоделство во време на формирање на факултетот и она што денес доволно да се согледа методот на факултетот во тутоа. Представува особена чест да излезам четоки по повод 78 години од постоењето на Факултетот за земјоделски науки и храна, едно од најстарите и назначен до високо зваздени научни институции во Републиката. Овој факултет не е само образовна институција. Тој е темел, а во и двигател на развојот на македонското земјоделство. Расобните знаење, струка и научно вист, кои со децении создава кадар кој што директно принадесува за придобив на талент, одржива од министер на природните ресурси и економскиот размер на нашата држава. Беа доделени и благодарници на помагатели и поддржувачи на 5-тиот меѓународен симпозиум за земјоделство и храна, како и признанија на најдобрите дипломирани студенти на прв циклус студии во академската 2024-2025 година. Директорката по Стокхолм Јана Лелова,
како покровител на овој значаен настан за лик на континуирана институционална поддршка и препознавање на улогата на факултетот, веројатно со образованието, науката и земјоделскиот сектор во Република. Особено сме благодарни на нашиот златен спонзор, Агроюником до Скопје, за придонесот, штествената одговорност и поддршката не само на овој настан, туку и на останати настани од значење за образованието, науката и земјоделството. Искрена благодарност упатуваме и до генералниот спонзор Филип Морис ТКП за поддршката, добирбата и партнерскиот однос со што уште еднаш ще потврдува значењето на соработката помеѓу Агенцијата за бијце стопанство. И секако огромна благодарност и до генералниот спонзор Тивара Скопје АД за нивниот придонес, чествена одговорност и поддршка не само на овој настан, туку и на соработка со факултетот и во делот на практична настава со студентите. Деканот Марковски го прашавме кое е значењето на факултетот како високообразовна и научна институција и кои ќе бидат нивните предизвици во наредниот период. Благодарам пред се за честитките по повод јубилеот 78 години постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна како најстара институција во државата во областа на земјоделските науки и храната и како основоположник на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Точно, славиме 78 години постоење, 78 години на видливост и не приказна, него вистина. Некоја не зборуваме за една успешна приказна. Јас стално викам приказната е нешто имагинарно, кој што некој го прераскажува. Јас сакам како декан во мојот мандат да зборувам за вистини и вистина која што ние сознаваме. Факултетот е вистина која што обстојува од далечната 1947 па се до денешен ден и таа вистина ќе трае и понатаму. По предвечерието на 80 години на прослава на 8 децении на факултетот, кој што ние како декан и деканска управа уште од сега се спремаме за тој голем јубилеј, 80 години постоење на мојот факултет. Факултетот е отворен, како што и денеска видите, со стопанството. Отворен со академската заедница, отворен со државниот апарат, значи со сите функционери од областа на земјоделските науки, агенции, управи во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство, и исто така со Министерството за образование, Министерството за труд и социјална работа и во рамките на владата на Република Македонија. Факултетот е отворен во принцип на соработка која што нуди стопанството заедно со студентите, зашто пазарот и немањето на работна сила доведе до ситуација да факултетот директно се вклучи во практичната работа и создавање на кадар што е можно побрзо да се вклучи во процесите на производство и во процесите на добивање на производ финален од таму каде што се вработува. Факултетот продуцира кадар кој што е снаодлив и кој што може да се најде не само во македонската пазарна економија, него и надвор од границите на Република Македонија, зашто нашиот факултет, дипломата која што дава нашиот факултет е препознатлива не само во Македонија, него надвор границите. Ние продуцираме кадар на прв циклус академски студии, втор циклус академски студии и трет циклус академски студии. Првиот кој што е набитен за државата и за секој се 240 еката со кредити на 11 студиски програми, кај што студентите можат да си го најдат своето место во приватен сектор и во државниот апарат. Факултетот се отвора за соработка во смисла на практична работа на студентите, практична работа изведување во компании и натре во самите лаборатории. Факултетот во последниот временски период се доекипира и административно и лабораториски со помош на владата на Република Македонија, ресорното Министерство за земјоделство, шумарство и стопанство, најбавивме опрема во вредност од 12 милиони денари по други проекти меѓународни организации кај што имаме опрема која што е ставена во функција на добри земјоделски практики и адаптација на македонското земјоделство на новиот предизвик, климатските промени и сите оние фактори кои што директно влијат на намаленото производство и на она кој што ние како земјоделци, како агрономи треба да го продуцираме, тоа е зголемено производство по единица површина. Добивање на што е можно поголемо количество на органска материја по единица површина. Она кој што факултетот треба да го прави.
во иднина факултетот треба да се осврне на идните чекори кои што треба да ги презема. Тоа е отворање на факултетот надвор границите на Македонија. Во припрема сме на акредитација на втор циклус студиски програм на англиски јазик, ќе почнеме со насоката пчеларство, кај што се јави интерес, но тука нема да запреме, ќе продолжиме со другите насоки кај што ќе ги отвориме за студирање на студенти надвор од Македонија на англиски јазик, за да можеме да донесеме во Македонија нов свеж кадар академски кој што ќе студира на нашиот факултет и ќе биде ширител на нашата мисла и идеја на агросекторот во Македонија и надвор од границите на Македонија. Министерот Трипуновски зборуваше за соработката со факултетот, како и за идните предизвици во земјоделскиот сектор. Министре, колку е важна институцијата Факултет за земјоделски науки и храна, поточно колку е важна науката за побрз исчекор на земјоделскиот сектор? Видете, ја споменав Факултетот за земјоделски науки е столбот во делот на она што значи минато во земјоделското производство, меѓутоа и коректор и двигател на процесите како да се движиме напред. Знаете дека еве како министерство учествував при дел на набавка на опрема за лабораториски истражувања во рамки на факултетот, кое што значи практично модернизација на целиот процес. Соработката со министерството и со научните институции, Земјоделски институт и другите институти кои што постојат е континуирана, бидејќи стручниот кадар и овие професори кои што своите животи ги потрошиле за да достигнат одредени научни истражувања треба да видат најден примена во нашето земјоделско производство. Така ќе остане во наредниот период, затоа што навистина преку една ваква симбиоза, споменав и во изјавата, резултатите во агросекторот може да бидат позитивни и да бидат охрабрувачки во делот на нашето земјоделско производство. Уште минатата година кога се носеше програмата за субвенционирање, зборувам програмата за директни плаќања, класично кажано субвенциите, и програмата за рурален развој, имавме серија на состаноци со земјоделски здруженија, пак буквално со сите, со науката, на кое што излеговме со еден предлог за 25-та. Да подсетам, и во програмата за 25-та имаше одредени модификации, кои што беа во смисла да има субвенциите да имаат ефект, односно да се работи на квантитет на земјоделско производство. Во таква насока ќе продолжиме и во наредниот период. Овој месец, односно до средината на јануар месец 26-та, ќе треба програмите да бидат донесени. Повторувам, ќе бидат донесени со сите чинители вклучени во дискусија. Наука, земјоделски здруженија, министерството и сите оние кои што чувствуваат потреба да бидат додадена вредност, нормално подсекторските групи кои што постојат во рамки на министерството. Целта е да донесеме програма која што ќе има развојни компоненти. Денеска на прославата 78 години од постојањето на една од најстарите членки на Универзитетот Кирил и Методи, тоа е Земјоделскиот факултет во Скопје. Слушнавме и позитивен пример во последно време. Имавме претходно средба со одсекот свинјарство и сите производители на свинско свежо месо во Македонија, така да окабруваат фактите бар за производството на свежото свинско месо, дека 100% за прв пат овие 2-3 години е покријан пазарот на ниво на Македонија, да се произведува и нешто повеќе, дај Боже во иднина да имаме и износ на свинско месо. Се надевам дека овој позитивен пример ќе го користат и другите производители во сточарството, меѓутоа и во земјоделието. Владата со една добра транспарентна политика преку Министерството за земјоделие, Министерството за економија и труд и другите ресорни министерства ќе придонесува и понатаму да се зголемува производните капацитети во Македонија, посебно во делот на храна, со цел да станеме многу поконкурентни не само на домашниот пазар со сите овие производи, туку да имаме една импозантна бројка во проценти и на извоз на храна и месо надвор од државата. Дали сметате дека контролниот механизам може да помогне да се сузбие оној дел каде што се јавува сериозна дискрефанца во цената од примарниот производител до крајниот потрошувач, на тој начин што дали може да се интервенира во тој дел, за да не се доведеме во ситуација нели примарниот производител едва и да преживува, а ние како крајни потрошувачи да плаќаме високи цени на производот.
Видете, секако тука голема улога треба да одиграат инспекцијските служби на терен, кој што пред се покрај квалитетот нормално на храната и месото треба да се проверува и сите оние аспекти како таа храна доаѓа од производителот или дистрибутерот или увозникот до самиот пазар, односно до трговијата на мало и големо. Доколку произведуваме квалитетна храна, бидеме конкурентни, во тоа верувајте дека ќе биде многу подобра економската состојба во Македонија со цел и заштита на секако на животниот стандард. Ние и понатаму ќе работиме со максимални контроли да сето тоа се регулира, се нормализира во Македонија. Исто така борбата против сивата економија, која се уште е за жал застапена, да се намалува тој процент, сето тоа ќе придонесе, верувајте, и во стабилизирање на цените на пазарот, а со тоа ќе имаме и подобар животен стандард на население. Во рамките на прославата на манифестацијата Денови на кариера, стопанствениците имаа можност директно да разговараат со студенти од 3-та и 4-та година за потребите на пазарот од квалитетен, високообразовен кадар. Највпечатливо беше присуството на компании од местната индустрија. Компанијата Насовски се занимава со одгледување на животни. Поседува една свињарска фарма во село Пеклани и тоа е основна дејност. Потоа имаме силоси за чување на сточна храна и фабрика за сточна храна во Кочани, погон за преработки, конфекционирање и расекување на свежо свинско месо во Илинден и месарници во насел Илинден и градот Скопје. Ми набројате повеќе дејности, генерално повеќето сектори во земјоделството се соочуваат со недостиг на квалитетна работна сила. Каков е случајот кај вас? Случајот кај нас со квалитетна, квалификувана работна рака е добар. Поседуваме неколку сточари, инженери, двајца ветеринарни доктори од областа на свињарството и други кадри кои што се искусни во таа област. Еве денеска сте присутни тука на Факултетот за земјоделски науки и храна, прослава 78 години постоење на оваа институција. Каква е соработката со факултетот и поточно каква е потребата од соработка со оваа високообразовна и научна институција? Нашата потреба од високонаучни институции е голема и ние имаме голема соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна, со лабораторијата, акредитираната лабораторија за испитување на храна, катедрата за сточарство и професорите Владо Вуковиќ и Сречко Ѓорѓиевски се наши помагатели во развојот на бизнисот на секторот свињарство, каде може да се похвалиме дека сме многу горди на секторот свињарство, кој што ги задоволува потребите на свежо свинско месо на територија на Република Македонија. Благодарам и посакувам и следната година успешно. Благодарам. Моментално ја обавам функцијата оперативен директор во Агрија, инаку сум, како да речем, втората генерација од Агрија, бидејќи мојот татко е основач на компанијата. Ние сме најголемите производители на свинско месо и произведуваме свежо свинско месо. Значи, моментално имаме 2 фарми, фарма за јунци и генерално го покриваме доста голем дел од домашниот пазар. Што е она што вам ви е приоритет, што треба државата да го направи за вас? Зборувам како фарма и генерално како сектор свињарство. Пред се сакам да се заблагодарам на поддршката што ја добивавме и досега. Државата секако ни помага во нашето произведување, да не речам, со поддршка, финансиска поддршка. Досега сме наишли на добра соработка со нив. Денеска посебно исто така имавме чести да присуствуваат двата министри овде, на кои што имавме можност да ги презентираме дел од нашите мал дел проблеми, но и некои решенија понатамошни соработки и многу сме благодарни за тоа денес. Денеска присуствувате на 78 години постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна.
Колку е пак важна соработката со оваа институција? За нас од круцијална важност, затоа што сметаме дека студентите се еден вид на двигател во нашето општество, тие се иднината во Македонија, во нашата земја. Ние гледаме огромен потенцијал во соработката со земјоделскиот факултет. Ние веќе со години, ова ни е пета, како да речам, година кај што интензивно инсистираме да соработуваме и преку практични примери и студенти на пракса во нашата компанија и сакаме и понатаму да продолжиме оваа соработки и да го стимулираме тоа и понатаму. Во многу сектори работната сила е како проблем број 1. Зборуваме за квалитетна работна сила. Каков е случајот кај вас? Случајот е, се уште не сме го почувствувале ние тој удар, сега за сега. Морам да кажам дека е интересно тоа што за работа во фармите интересот пораснува. Не знам дали тоа се должи можеби моментално на не знам некое модерно видување работа со животни, работа на фарми, особено ќе помладите генерации. Сега за сега имаме одличен одзив на луѓе кои што се интересираат да работат во нашиот сектор. Но ќе видиме понатаму нели останало да видиме. Постоиме од 1958 година, најстара задруга од државава. Се надевам досега успешна и се надевам дека успешно ќе продолжи. Главна дејност ни е секако производство на свежо свинско месо. Се проширивме со фабрика за сточна храна, се проширивме со кланица и сега се проширивме со преработки. Не има застапено низ цела држава. Скопје, Тетово, нормално, Гостивара, дури и Кочани, Битола, Прилеп, секаде. Еве денеска сте присутни на прославата 78 години од постоењето на Факултетот за земјоделски науки и храна тука во Скопје. Каква е соработката со оваа институција и колкава е потребата од високо образован научен кадар кај вас како институција? Па да ви кажам, успехот наш, зборам како сектор, така, за сите поголеми фарми, па и дури и за помалите фарми, е сигурно и присутност на науката. Без науката немаше да го стигнеме нивото на сега што сме. Тоа, мислам, дури нашите резултати се и повисоки од просечните резултати во Европа. Релативно добро е што уназад 5, повеќе, може 8 години, свежото свинско месо више 100% е домашно. Дел, кога има и вишоци, оди и за преработки, и многу мал дел се увезува, тоа е факт, за разлика од другите држави во регион. Да речем, дури Бугарија стана увозно зависна, Србија е повеќе увозно зависна, Хрватска исто повеќе. Ние сме задоволни позицијата сегаш, нормално, со поддршка и на науката, и на Министерството за земјоделие. Добра прилика, добар повод, да речем, 78 години на факултетот, но исто така добар повод присутни беа министерот за земјоделие, замени министер за економија, директорот на АХАВА, со сите остваривме средби, што нас секако ни е важно во секој момент. Има ли нешто што во наредниот период еве ви е потребно што треба државата да го направи за вас како сектор? Па добро, во основ на видите, факт е дека недостасуваат кадри, не само од оваа бранша, недостасува и се трудиме. Еве, сега можност има со дуалното, ние имаме скоро 8 стипендисти, или 10, веруете, не знам. Од средно образование за наредни ветеринари, за наредни касапи, за наредни инженери, ако не треба. Се обезбедувате, значи. Па гледаме максимално од тие 10, барем 2-3 да задржиме, ќе бидеме презадоволни. Али факт е дека кубуриме со работна сила, без разлика и што качуваме плати и се. Трендот е за жал негативен. Сега се надевам дека последниве 5-6 месеци има некои добри сигнали. Добро е што се вртат младите повеќе за да останат во држава. Тоа е најважно. Така. Без популација, без обнова на... Видете, не едно е да губите работник, ама друго е више кој ќе почнете да губите купци.
населението е наш потенцијален купец. Апсолутно. Најважно не е да населението се зголеми, а не да се намали. Тоа е тоа. Студенти од факултетот во соработка со Скопска пиварница произвеле 4 вида крафт пиво, кое што посетителите имаа можност да го дегустираат. Штандови со месни и сувомесни производи, се на се безпрекорна организација. Без наука нема квалитетно земјоделство. Токму затоа е многу битна соработката на Факултетот за земјоделски науки и храна со стопанството во Македонија. Можеше денеска да се забележат многу средби тука каде што токму на деновите на кариера одредени компании имаа можност да ги запознаат и студентите кои што студираат тука и кои што во иднина можат да бидат нивни потенцијални вработени. Ете, тоа беше се во денешното издание на Класие. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден.